Џорџ Сорос донирал над 90 милиони долари на партнерите на така наречениот Марш на жените, на кој се собраа над 10.000 жени, еден ден по инаугурацијата на Доналд Трамп како 45-ти претседател на САД. Моментално организацијата на Маршот на жените брои околу 160 партнери на својата веб страница, а повеќе од четвртината од нив се финансирани од милиардерот Џорџ Сорос, чие име се поврзува и со голем број на анти-Трамп протести изминатата година. Помеѓу 2000-та и 2014-та, Сорос донирал 89,9 милиони долари на 40 од овие организации, вклучувајќи ги Human Rights Watch, Planned Parenthood и Националното здружение за напредок на обоените луѓе. Новинските агенции и експертите тврдат дека американскиот народ традиционално ја признава демократската волја на граѓаните кои го избраа Трамп за претседател, меѓутоа голем број на постизборните протести низ САД не беа спонтани како што тоа го пренесоа некои новински куки, а маршот на жените беше проследен со протести кои на одредени места излегоа од контрола. Дел од присутните во Вашингтон започнале да кршат прозорци и да оштетуваат возила, пошто дошло и до судори со безбедносните сили. Во немирите биле повредени неколку полициски службеници, а уапсени беа повеќе од 200 демонстранти. Сорос исто така е поврзани со одредени лево ориентирани групи кои сакале да го затворат Вашингтон за време на инаугурацијата на Трамп на 20 јануари. Овие групи се дел од коалицијата Disrupt E20, кои планирале нереди за време на прославата по повод инаугурацијата на Трамп. Пораката мора да биде дека не ја признаваме ниту локалната власт. Ако се обидете да не спречите, ќе ве најдеме каде живеете и ќе ви ја запалиме куќата. Физички ќе се пресметаме со полицијата ако се обиде да не спречи. Ќе објавиме војна која ќе изгубите. Вели Лук Кун од антифашистичката коалиција кои се партнери на Disrupt E20. Овие активисти на невладините организации кои се под контрола на Џорџ Сорос се однесуваат исто како активистите на Шарената револуција, која демолираше и дивееше скоро една година на улиците на главниот град и ширум републиката. Се чини дека Сорос го реализира она што во 2012-та предупредуваше дека ќе се случи, односно насилни протести во САД, класна војна и полициска држава, велат познавачите. Оние кои што ги потикнуваат протестите, а многу од нив работат за организации финансирани од Сорос, им кажуваат на протестантите дека се во опасност од Трамп, иако Трамп, откако ги доби изборите, не направи ништо освен што проповедаше единство. Ова беа избори каде и покрај големата моќ, пари и медиумски куки, Сорос и Клинтон изгубија. Нивниот поглед е дека единствената дозволена демократија е демократија на една партија, која се согласува со нивниот поглед, а ако тоа не се случи, тие се спремни за контрареволуција која би го уништила тој демократски глас и таа демократија. Вели Марко Гасик, британско-српски политички аналитичар. Исто како деновиве во САД, во Македонија веднаш по изборите во 2014-та, Соросовите структури почнаа со организирањето на обоената револуција. Во целата операција беше вклучена и белградската агенција Canvas, за која медиумите објавија документи кои потврдуваат дека на различни локации ги тренирала активистите за престојните протести. Овие протести кулминираа со така наречената Шарена револуција, која во главниот град на Македонија нанесе милионски штети со фарбањето со боја и оштетувањето на државните објекти.